Зоран Заев ги минираше преговорите за да го заштити својот и криминалот во своите редови. Затоа не сака независно обвинителство, водено од обвинител на предлог на опозицијата, туку сака уште една компрометирана институција како СЈО преку која ќе си го прикрива криминалот. Зоран Заев се плаши од независна истрага за случајот Рекет, затоа што знае дека исказите на жртвите и вмешаните водат до главата на криминално-рекетарската банда. Никој веќе не верува дека Боки или Катица на своја рака, без насоки и заштита од политичкиот врв, влегле во оваа крими авантура. На Заев му е потребно јавно обвинителство кој е продолжена рака на власта. На Заев му е потребно баш вакво јавно обвинителство за да го затвори случајот Рекет, без притоа јавноста да ги дознае вистинските нарачатели. Власта се плаши од независна истрага, зашто така ќе се дознае и каде завршиле парите од снимката која сите ја видовме, но и каде завршиле сите останати рекетирани пари за кои има сериозни индиции. Заев е исплашен да не се дознае и дали токму со тие пари е финансирана кампањата на Пендаровски. Заев се плаши од независно обвинителство, затоа што знае дека со разврска на случајот Рекет, јавноста ќе дознае дека рекетот е вршен со Амин и за потребите на криминално-рекетарската власт. Заев е во паника и затоа не сака независно обвинителство. Паниката и стравот се вистинскиот мотив поради која Заев ја спасува Катица Јанева во собранието. Зоран Заев со своето однесување, а воден од себичните побуди да се спаси од одговорност за криминалите, по не знам веќе кој пат, ја загрозува европската иднина на Македонија. Доколку Заев навистина е за примена на европските вредности, а не за заштита на криминалот, тој ќе ги прифатеше предлозите на ВМРО-ДПМН, кои се во насока на заштита на уставот, законите, но и меѓународните конвенции и пракси. Почитувани, ВМРО-ДПМН будно го следи случајот и целата негова разврска. Доколку власта продолжи да го одолговлекува случајот и се обиде на било каков начин да влие на истрагата, ќе ги објавиме документите кои до нас ги доставија свиркачи, а кои ги има исто така и јавното обвинителство. Порачуваме никој да не се осмелува да си игра со правдата, зашто одговорност за ова незаконие ќе има. И секој индивидуално ќе се соочи со санкциите. Ви благодарам. Прашања? Од СДСМ ве обвинуваат дека со тоа што видите дека последувате документи од исказите за случајот Рекет, дека со тоа ја подкопувате истрагата за Рекет. Како го коментирате вие тоа? И за некои медиуми од обвинителството велат дека станува збор за кривично дело тоа што ви оставиле. Благодарам на прашањето. Видете, во изминативе години се изнагледавме буквално стотици и илјадници емисии по речиси сите медиуми, каде што се објавуваа записници со имиња од презимиња. Значи, никој не го покрена ова прашање. За нас, како што кажав и сега, како што кажа и председателот Мицковски вчера, овие документи се доставени од свиркачи. Ние имаме регулатива за тоа. Од друга страна, оние што ги доставиле, увиделе дека станува збор за прикривање, станува збор за водење на постапка на незаконит начин и исто како и нас, борејќи се за правда и правичност, за доследна примена на законите, ги доставиле затоа што веруваат дека нема да оставиме ова така да се заврши. Меѓутоа, еве ги повикувам, доколку навистина сметаат дека станува збор за кривично дело, нека дојдат тука, знаат каде живееме, нека не уапсат. Повика ли е Христијан Мицковски за некои дополнителна информација? Од она што знам, од она со информациите со кои што располагам до овој момент до пресконференцијата, не. Други прашања? Очекувате ли да биде повикан? Очекувате ли да биде повикан? Видете, во оваа држава веќе и најнеочекуваното е очекувано. Не гледам никаква причина, освен паничниот, небулозен обид на Заев на некој начин да се обиде да го сврти вниманието од себе,
може би и помалку или повеќе она несреќна изјава која што ја кажа дека може би на крај случајот водел до Мицковски. Така да се е очекувано во оваа држава со оваа влада криминално-рекетарска, како што неколку пати напоменав. А сведкачите ли се од обвинителство или кој пат ки добивате такви? Значи, тие информации барем сега за сега ќе останат за тие што ги знаат. Веќе сме демократска држава, нели очекуваме дека треба да има правда, меѓутоа ако излегуваат вакви документи во јавност и во партии, сепак судството нешто не е како што треба. Тука се согласувам со вас апсолутно дека нити судството, нити обвинителството е како што треба. Поголема нефункционалност, компромитираност, постапување по исклучиво политичката волја на поединец или поединци во оваа криминално-рекетарска власт никогаш немало во историјата на Република Македонија. Токму затоа предупредуваме и кажуваме дека будно ќе го следиме случајот и доколку видиме дека било какво постапување има со кое што се обидуваат да скријат нешто, дека ќе излеземе и ќе ги објавиме. Благодарам.